и да добивала. Изминатите години на Нида Украден најдраги се поклоните од незините внуци. А посебно оваа година ја изненади внукот Душан. Од секогаш важела за силна жена, иако не е лесно да се опстои на естрадата цели 50 години. Во изјави за медиумите на снимањето на емисијата никогаш не е доцна. Изминатата недела таа спомена за една од незините најболни теми, а тоа е распаѓањето на Југославија и за тоа што таа поминала. Таа останала без свој дом кој никогаш нема да го заборави. Едната и единствена Југославија. Лекот до денес за оваа болка за неа е само музиката. Па така таа и до ден денес е позната и успешна во својата кариера насекаде во поранешна Југославија. Да се наđemo на пола пута, на пола пркоса и пола поноса. Времето кое е без работа, таа во моментов го користи за својата прва автобиографија и наместо за една книга не да има материјал веќе и за втора. Книгата ќе содржи дел од животот на Неда, од започнување на војната до 92 како и многу убави, тажни, трагични, но и драматични спомени на Неда. Но ќе има и занимливи детали кои јавноста никогаш немала можност да ги слушне за неа. Таа најавува и промоција за книгата која ќе биде промовирана и во Македонија. Незиното прво фестивалско појавување откако започна корона пандемијата ќе биде на новото издание на CMC фестивалот, кој ќе се одржи оваа недела по 13 пат на 11 и 12 јуни во градот Водица во Хрватска, а македонските гледачи ќе можат да бидат дел од оваа морска летна приказна ексклузивно преку програмата на Jingle TV, која воедно и ексклузивен медиумски покровител на овој музички спектакл. Da vidim dokle će